Момче, ви го гледам времево, ке треба да се жнеи, да ти кажам право. Ке треба. Не дај Боже, дождо и некој да фата. Слана, не дај Боже. Слана, не дај Хоти да се јабана. Не. Баш си мислам утре да ги пуштам маргативе, да ти кажам право. Тука се. Тука сме кај ќе бидеме. И тебе ангарија по Сабајле те прати, а? Што да се прави, мора. И денес треба да се јади, да се пие. Куќа си е, си бара. Така е. Те газија требало, така шекер требало, масло немало. Од се по нешто. Од се по нешто. И крај нема, да ти кажам. Така си е, само не е тоа маката. Шо е? Нивана стасала за жење. Баш со Јончето тоа збориме, утре ќе ги пуштиме аргатите. Да не се расипи времево, дождо и да не фатат. Да. Слана не дај Боже. Дај Боже слана. То. То ми е маката. Шо бе? Остана без аргат. Ајде, шо збориш бе? Замина гурвет кај брат му. Шо збориш? Зеде турбулето и си замина сега, през жење. И кај да најдам сега ја честно и вредно момче за аргатлук? И да го прибериш куќи? Да ти кажам право, баш вчера дојде кај Бакалов едно дете, прашуваше да не му треба некому момче за аргатлук за таква работа. Да. Шо збориш? Да, бе, да. Па што ќутиш бе, ефто? Шо ќутиш, што не кажуваш? Сега праша, сега кажувам. И прашај го кој е шо е, од која фамилија е, нека ти каже Бакалов. Ќе го прашам. Оре ќе удри времево, Ќе удри. Ова е Лазе. Оди покажи му јавдајата, нека почине малку. А утре од Сабајле рано со српчето право на нива на жнење. Ајде, синко. Ајде да ти ја покажам одајата. Ајде. Нема да сум нашол ја аргат. Ефто. Не знати. Со кого си ме натравс? Леле, убаво домакине, најде дете за работа. Убаво. И? Кој е, чие? Како се пазаревте? Хоп. Ги најдов Ефто и Јонче кај Бакало. Па тие ми кажа дека детево цела недела барало работа кај Бакало. Работело кај Димче. Димче овој што е на крај село со наобавана ограда. Газда Димче. Сите го знаат газда Димче. Ко паун шета по сукац. Тој. Ама ги... Тој Димче, го знаеш, зел куп аргати за 2 дена, сите ниви ги ожнел. Ама бе, Петре, кога побрго? Лесно е кој си имаш пари, лесно е. Ама ги отпуштил после тоа сите, оние на младите. Да не ги чува до сење, знаеш. Ова најмладо, знаеш како. Бакало вели, момчево било многу вредно, многу честно, добро. Убаво. Не кажа како се пазаревте. За јадење и за спиење. Кој ќе ожне и после? Ке му дам време. Убаво. Арно. За јадење? За детево? Да не претеруваш со јадењето. За нанива се знај. Леп, сирење. Леп, кромит. Толку. Нема да го разгалуваш. Треба да работи, не да денгуби. Арно, домакине? Ти што ќе кажеш така? Лепи кромит. Лепи сирење, лепи кромит. Лепи сирење. Земиш?
Добар ден. Добар ден. Овде има работа. Ама ако ќе се работи. Туку, дај да видам јас колку работа ќе имам денес. Колку пари, толку музика. Така ми велеше татко. И на гладен стомак да не се почнува. Рани душа да те слуша. Што е ово? Па јас не сум кокошка со корка леп да ме хранат. Туку, да си поборам пубава сенка да си одморам. Добро вечер, газда. Се прибра, а? Бидна работа? Да, бидна. За денеска толку. Оди горе, ајде, почини си. Пријатно на газда. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден денес. Ајде да видиме колку, дали воопшто ќе работиме. Ова не е добро. Куче да си, барем една корка лепи една коска ке ти фрлат. На човек, барем едно парче мевце. Да собере сила, да нарани душа. То ти е. Добро, и денеска нема работа.
Ајде бе, он че што направи ке не стемни, ајде. Бе, со жена да си немаш работа. Его, Бакалов не може да домери. Типа, што ја слушаш? Нешто слушни, нешто не слушни. Јас така правам со мојата. Па после пак да ме прати. Еми, ако шо? Ки си дојдеш тука, ки се прошеташ, ки си направиш муавет со луѓе, ки се видиме едно цигаре, ракиичка. Што си ти? Што е толку смешно, кажете ја да се насмеем. Евто, ме задева да не сум си ја слушал жената. Не, да ја слушаш, да не ја дослушаш. Да не ја дослуша. Ај ти не ја дослушувај твоја паца па да те видам. Ајде, завиткам една тутур. Земи си, послушај си се. Така, убаво. Да видиме. Како твој да е, ајде. Еј, шо има ново? Ајде, кажувајте. Што има ново? Ја со Аргативе завршив жнењето. Сега ако сака нека се спои небо и земја, најлеми. Не. Јас имам уште 2 дена за жнење. Јас да завршам, па после нека прави што сака. Ако така нека биде, уште 2 дена од мене, ајде. Абе, Петре, овој твојов не ни почнал. Но, Шо бе не почнал? Да, Шо да. мојов? не, Аргатов твој. Па ти не знаеш? не знаеш. Шо? Не го проверуваш? Не знаеш. Не знам. Уште не почнал да жнее, Не. секој ден си седи на нива подценка, си лежи Кев таму. си тера. Да. Шо зборите, бе? Да, бе, да. Абе, вие јалнаш да не сте? Не, бе, Петре. Абе, секоја вечер го прашувам како бидна на работа, он вели, за денес бидна. Абе, Петре, ами вчера проаѓав, го гледам си лежи под ладовина, дебела. Му велам, ти не почнуваш? А он ми вели, колку пари, толку музика. Знаеш што ми вели? Ми вели, со лепи громит не серани душа да те слуша. Така ми кажа. Шо збориш, бе, душа да те слушаш? Шо Да, така, вика, со лепи громит не ја бива оваа работа. Ако е за право, Петре, така е. Така е. Јас 2 аргати главив. Оти 2 ниви имам. Ама, лејончејца секој ден. Али тава со ориз и печена кокошка. Али тавче гравче. Али нешто посно. Ама на парче леп не сум ги оставил. Не. Аман бе, Јонче. Па не е свадба или гости да тераме? Па се знае на нива шо се прави, се засупкуваат ракавите, се плюкнуваат во рацете и се жне нивата. Ако му даеш да јаде, нема да работи, ќе спие по цел ден подценка. Не, Петре, не мислам така. Човекот треба да се најади. Убо да се најади, да има сила, да жне и работа го чека. Не, со лепи кромит не ја бива таа работа. И шо, ако му испечам кокошка, ќе ја ожени цела нива. Ајджи ти, мајка. Слушај, зошто па ние да се расправаме? Да. Не е најубаво ти да пробаш па да видиш? Убаво ти вели Јонче. Испечи му една кокошка, кажи и на жена ти да испече, дај му ја, па ќе видиме што е работата. Да, бе, кокошки растат на дрво. Уште утре ќе речем на моја паца да му испечи кокошка. Ама ќе видите, овој ти е некој мрзлив. Овој ти е некој забушант. Да, ќе видите. Ме најде мене добар, не го гледам, не го надгледувам и сега само спие таму подценка. Не, Петре, не. Тоа е умно. Однеси кокошка, па сам ќе се видиш. Јали аргатот ти е мрзлив, или ти си јалнаш? Ќе видите кој е јалнаш, кој е крив, кој е прав. Така е. Морарно му кажа да ти кажа. Не го знаеш за таков стиснат? Таков е тој стиснат. Ми шо мислиш, шо ти аргатите му бегаат, то ти е стиснат. Ние па шо се расправаме со него? Убо му кажа ти, ние не ќе го праваме. Добра вечер, газда.
Денеска ќе биде жешко. Ајде да видиме дали да побарам подлабока сенка или... Шо е ова? Што му се случило на газдава? Да не сонил нешто? Или пак некој нешто да не му кажал? Туку ич не ми е гајле. Денеска ќе си ги засукам ракавите и ќе си фатам се поред. Деле како мириса коковчево. Ќе си скршам едно крилце од иштав. Замерак. Туку, дај да го завиткам, да не ми се олади, а и мравките да не ми го намирисаат. Ајде. Си дошол, газда. Ами, не те видов? Епа, дојдов, гледам те нема, се стемнува, си велам да видам како си. Абе, 5 пати си реков да тргнам, ами си велам, уште малку и вака така скоро се заврши. Гледам. Еве уште ова делче ти останало, а после можеш да збираш. Ке биде, газда. Ако е ко денеска, уште утре све ке заврши. А, што било денес, како денес? Како да не знаеш? Газда, уште лиги ми течат од коковчето. Стомакот ми е полн, снагата ме крепи, мислам дека можам цела планина да кренам. Абе, дете, кој те научи, бак? Татко, нека му е лесна земја. Ми остави аманет, да бидам вреден и честно да си го заработувам лебот. Ама ми рече, синко, не си арчи снагата за џабе. Колку ке се цениш, толку ке те ценат и другите. Колку пари, толку музика. И ми вели, запомни, рани душа да те слуша. Аманет како аманет, јас досега не сум сгрешил. И како што сум работел, пак ме побарал. Епа, како стојат работиве, јас ке те барам до година. Ако треба и 2 кокошки ќе дадам.